А кога сме на тема подарување, можете да одберете, например, и новогодишна честитка. Тоа е она на што се чини подзаборавивме изминативе години, а новогодишни честитки изработува и првата детска амбасада Меѓаши. За ова и како и за проектите кои што ги реализира во текот на целата 2016, разговараме со Катерина Коневска. Кате, добро утро. Добро утро. Ајде ќе започнеме со подарувањето и ова што во моментов може да го видат гледачите, новогодишните честитки. Повторно ги изработувате, сите оние кои што сакаат да подарат, може да донираат, секако со секој купување на честитка се донира средства, зашто и како. Така, со секој купување на честитка, сите оние кои што ќе купат од овие честитки, донираат за активностите кои што ги спроведува детската амбасада Меѓаши, пред се за активностите кои што се директно наменети за децата. Првенствено средствата одат за СОС телефонот за деца и млади, бесплатната линија 0800 1 22 22, потоа одат за бесплатната правна служба, за низа други на активности во делот на застапување и лобирање, затоа што како организација секогаш работиме на полето на застапувањето и лобирањето за детските права, дури и реагираме кога ќе забележиме дека се повредени, прекршени или оспорени во одредени ситуации. И навистина креативно, со оглед на тоа што изминативе години се заборавивме на новогодишните честитки, тие всушност беа еден вид на символ на новогодишните празници. Токму така, честитката нели она чувство кога ќе се отвори и дека кога ќе видите дека некој навистина се потрудил лично вам да ви смисли одредена порака, да ја напише и времето кое што го посветил на вас е моментот кој што не е само што не потсетува на новата година, туку и воопшто на оние прекрасни моменти во животот. Па од тука и во овие честитки кои што детската амбасада Меѓаши ги изработува за нова година, оние кои што ќе купат со купување на надодредена количина, односно над 100 честитки, има можности за внатрешно допечатување на порака онаква каква што би посакал оној кој што ја купува честитката. Споменав, успешно е заокружувате 2016-та, многу проекти. Мировното образование беше еден од проектите на кои што му посветивте многу внимание. Колку сте задоволни од темпото со кој што се реализираше проектот, од интересот на институциите? Токму така, мировното образование и градењето на мирот беше она на кое што бевме особено активни во текот на оваа година и е продолжување на претходни низа активности што сме ги имале во оваа насока, така што оваа година ја одбележаа два програми во областа на мировното образование. Еден е програмот каде што работевме со децата од најмала возраст, односно со градинките, насловен партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа, или попознат како ПРЕЦЕДЕ, каде што работевме со 11 градинки во Република Македонија, директно со децата, со воспитувачите, со нивните родители, и она што можам да кажам дека успешно го завршуваме и проектот во оваа година е тоа што програмата ПРЕЦЕДЕ е прифатена на национално ниво да биде составен дел во програмата за работа со сите градинки на територија на Република Македонија. И таму користевме персонализирани кукли, една од алатките кои што ги имаме тури тука во вашето студио представено, еден значи од методите за директната работа со децата. Другата програма на која што исто така работиме во областа на мировно образование, програма за мировно образование називот, каде работиме директно со учениците во средните училишта, малку повозрасните. И во оваа програма иста цел е како и во претходната да го внесеме мировното образование во редовниот образовен систем. А за тоа да го постигнеме, освен тоа што работиме во делот на подготовка на прирачници за работа, во првиот дел за воспитувачите и директната работа со деца, а во другата програма за работа во средните училишта беше изготвена и кампања насловена Мирот е секој чекор, која што беше актуелна, беа поставени пораки Мирот е секој чекор на билборди низ Скопје и други градови во Републиката, затоа што целта ни беше, освен да работиме на вакви програми во училиштата, генерално кај граѓаните, кај сите членови на општеството, да ги поттикнеме да размислуваат во оваа насока. Но генерален е впечатокот дека младите немаат проблем да се прифатат и разберат меѓу себе, се чини, колку за разлика од повозрасните.
Правевме истражувања, особено кај овие кај најмалите, значи кај децата во градинки, податоците покажаа дека децата, иако на 3 годишна возраст, ги забележуваат разликите, дека многу полесно ги прифаќаат со помалку предрасуди и стереотипи, дека главно возрастните се тие што ги наметнуваат предрасудите и стереотипите, па токму затоа и пристапот во работата не е само директно работа со децата и младите, туку работа и со возрастните, односно со семејството, со родителите, воспитувачите, наставниците и сите други фактори кои што се вклучени. Имавме соработка и со медиумите, односно со вас како новинари, со другите надлежни институции кои што се на некој начин носителите на одлуки во општеството и кои што треба да ги прифатат овие препораки кои што ги даваме од нашата секојдневна работа. Ова не беше единствениот проект на кој што работевте изминатава година. Се чини дека ако имавме повод некого да го повикаме во студиото 3 на МТВ во текот на 2016, тоа бевте најчесто вие. Секогаш имавте нешто ново. Токму така работевме и на други програми, би ги споменала одговорното родителство, во која што програма издадовме неколку прирачници за тоа за телесното казнување, односно колку е тоа штетно по децата, потоа одредени насоки за одговорно родителство, за тоа како треба, затоа што училиште за родители не постои, меѓутоа со одредени насоки може да се биде и одговорен родител. Одговорното родителство исто така, освен што подразбираш издавање на овие прирачници, имавме и директни работилници со градинките и со училиштата, каде што им се представуваше оваа програма и секако со родителите, затоа што и директно беше наменета за нив. Колку беше тешко или лесно да се дојде до родителите, да се зборува отворено на оваа тема, бидејќи најчесто родителите знаат да бидат и многу суетни, секогаш знаеме ние знаеме што е најдобро за нашето дете и многу е тешко да се промениме. Сите почетоци се тешки. Во почетокот можеби имаше одредени потешкоти од аспект на тоа дали има слободно време, затоа што сепак нели имаат и од обврски, одат на работа и слично, меѓутоа доколку се прашаат родителите за времето кога може тие да дојдат, доколку е тоа директно поврзано со нивното дете, тогаш се заинтересирани и сакаат да се вклучат, па токму затоа и прирачникот кој што го подготвивме за работа со децата и вклучува во себе си посебна тема за како да се мотивираат и поттикнат родителите да се вклучат. Так. На 5 декември го одбележате Светскиот ден на волонтеризмот. Моето прашање е колку има волонтери во Меѓеши, колку има желба за волонтерска работа? Сите овие активности кои што ги споменав секако не би можеле да ги реализираме како организација доколку не имаме поддршка од волонтерите. Волонтерите исто така се вклучени во нашите активности, а особено онаму каде што во текот на оваа година беа најизразено вклучени е помошта и поддршката која што како организација ја дадовме на луѓето од поплавените подрачја. Бевме како организација вклучени во делот донации, одевме на делот тимот одеше директно на терен во поплавените подрачја, каде што освен што им се донира одредени намирници и хигиенски средства на граѓаните во тие подрачја, исто така и се разговараше со нив, беше возможена еден вид и соработка со надлежните медицински установи во Македонија, каде што се одеше на терен од аспект на им се помогна на граѓаните за превенирање од заразни болести и слично. Во оваа активност особено беше изразена поддршката од страна на волонтерите, затоа што сето тоа не може да го организираме сами. Тоа е моментот каде што оној хуманизмот кој што постои кај секој човек доаѓа до израз, па од тука делот волонтерите се вклучени и при одбележувањето, зашто оваа година одбележавме и детската недела, која што е секоја првата недела од месец октомври, каде што групи на деца од училишта, дури имаме и од градинки, доаѓаат во детската амбасада Меѓеши, да се запознаат повеќе со детските права, да го видат директно SOS телефонот, да добијат информации како тој функционира и да постават одредени прашања. Исто така во текот на оваа година одбележавме и неколку значајни датуми. Тоа се меѓународниот ден на децата на улица, 17 мај, меѓународен ден на SOS телефоните. Тука се 19 и 20 ноември, едниот е
Меѓународен ден на борба против насилство врз децата, а другиот е Меѓународен ден на децата и нивните права. Тука е Меѓународниот ден за борбата против злоупотреба на детскиот труд 12 јуни, 21 септември Меѓународниот ден на мирот, каде што беа правени низа активности од аспект на маршови за мирот, застапувавме и лобиравме за детските права. Поддржавме неколку граѓански иницијативи. Едната е за заедничкото старателство, односно децата по разводот на родителите, децата да имаат можност да поминуваат приближно еднакво време со двајцата родители, доколку и двајцата или ги исполнуваат условите за одговорни родители. Потоа иницијативата за измени и дополнување на Законот за средно образование, каде што има предлог за учениците во средните училишта да бидат вклучени, системска да се донесе одлука, да бидат вклучени при донесување на одлуки кои што се од нивно значење, и работевме исто така во борбата против трговијата со луѓе, родово базираното насилство, со посебен акцент на децата како жртви на трговија со луѓе и децата кои што се дел од мигрантскиот бран, затоа што овие деца се најчесто потенцијални жртви на трговија со луѓе, криумчарење, исчезнување и киднапирање. Го споменавте бесплатниот телефонски број 0801 22 22. Како и колку беше активен во текот на изминатава година, колку децата се охрабруваа да пријават семејно насилство? Зашто што всушност еве најчесто пријавуваа? Така, во тек се анализите за тоа што е што ќе биде најзастапено од јавувањата оваа година. Последните 2 години податоците говорат дека најмногу она за што сме добиле дојави, дека има најголем број на прекршување на правата на децата како резултат на сиромаштија. Ако порано на прво место беше насилството, последните 2 години на прво место е сиромаштијата, односно неможноста децата да ги остварат своите права затоа што живеат во сиромаштија, односно нивните семејства се сиромашни. На второ место е насилството, физичко и психичко, и независно од местото каде се случува, дали е во училиште, дома или на улица. Потоа следат случаите пријавени каде што децата не може да ги остварат своите права како резултат во бракоразводните постапки и слично. Така што СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 е отворен секој работен ден од 8 до 17 часот, така што сите оние кои што сакаат да пријават одредено насилство или прекршување на правата на децата може слободно да се јават, дури некогаш само да се информираат и да добијат повеќе информации. Не мора секогаш значи само да се пријави одредено прекршување, можеби има и граѓани кои што сакаат да добијат повеќе информации, а пред се ги поттикнуваме децата да се јавуваат затоа што телефонот е првенствено наменет за нив и тие го учат овој број во училиште, во трето оделение. И токму и затоа кога доаѓаат во текот на детската недела во нашите простории, можат да го видат и директно и дури го знаат бројот, затоа што ние пред неколку години правевме истражување кое што покажа дека СОС телефонот е втор по препознаедност кај децата веднаш после бројот на полиција. Што е добра информација. Да. За проектите во 2017 предлагам да зборуваме на почетокот на новата година. Денешниот разговор ќе го завршиме онака како што започнавме со новогодишните картички. Сите оние кои што сакаат да ги изненадат своите најблиски, еве, некако ситно броиме до нова година, може да го сторат тоа благодарение на картичките кои што ги издаде Меѓаши. Како да дојдат до нив? Која е цената? Така, може да дојдат до картичките, се јават на бројот во детската амбасада Меѓаши 02 2465 316. Потоа може да се обратат на нашата имејл адреса info@children'sembassy.org.mk. Потоа на Facebook страницата исто така може да се обратат, па ќе добијат повратна информација. Може на вебсајтот се достапни да ги видат подетално картичките или едноставно да дојдат директно во просториите на детската амбасада Меѓаши, која што се наоѓа на улица Коста Новаковиќ 22А во Скопје, во Стар аеродром.
каде што може да добијат и повеќе информации, да ги видат директно честитките, инаку цените на честитките од овогодинешното издание се 35 и 45 динари, а од минатата дизајните од минатата година се 25 динари. Значи, зависно од начинот на изработката, типот по дизајнот на честитката, имаме можност, како што споменав, за внатрешно допечатување, за порачка над 100 честитки и доставата за порачка над 200 честитки во Скопје е бесплатна. Цената воопшто не е скапа со оглед на радоста која што ќе ми ја донесат на своите најблиски. Кате благодарам за денешното гостување во Македонија на утрок. Имаме многу поводи за повторни средби. Благодариме за поканата и секогаш ни е задоволство затоа што како медиум ја следите секогаш работата на Детската амбасада Мегаш. Кога ни давате поводи, имаме и причина. Благодарам.